Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Растевме во време на приватизација, а денес живееме во време на либерализација. Иако терминот либерализација звучи подобро од приватизација, сепак се работи за истото. Последиците од приватизацијата постојано ги чувствуваме. Додека траат протестите против поскапувањето на електричната енергија, како последица на приватизацијата на ЕСМ, се одлучи да се приватизира и поштата, а најавени се и други приватизации на јавните предпријатија. Денес на тема приватизација на јавните услуги, значењето на приватизацијата, последиците од истата и за тоа како да се спречи приватизацијата, ќе разговараме со другарите Никола Славевски и Никола Шиндра. Здраво, другари, добродојдовте на новата епизода на Гласни идеи. Благодариме за поканата, Джелјан. Фала, мило ние што сме ти гости во оваа емисија. Фала на поканата, Джелјан. Се надевам дека ќе успееме да допреме некои сериозно значени теми за ова општество. Благодарам и јас. Не знам што ви паѓа на памет кога слушнете зборот приватизација, но јас веднаш се сеќам на зборовите на постарите генерации од мене. Искрено за мене приватизацијата значи поскапа услуга која што само оние кои што имат пари може да се ја дозволат, а ние работничката класа се разбира дека тие пари претежно и ги немаме. Значи Никола Славевски, прво почнала со тебе. Што значи приватизација на јавните услуги? Па ако земеме во предвид дека во принцип јавните услуги, зошто се јавни, односно целта на јавните услуги е да бидат услуги кои се достапни за граѓаните и постојат за да ги услужат граѓаните. Кога почнуваме да зборуваме за приватизација на јавни услуги, тоа значи дека од сферата на нешто што е јавно, односно чија цел е да го подобри квалитетот на животот на граѓаните, тоа преминува во сфера во приватниот сектор, каде што единствениот мотив за понатамошно производство на услугите е создавањето или генерирањето на профити. Тоа во основа значи дека тие услуги ќе мора да бидат профитабилни, ќе мора да генерираат профити, а со тоа цените неизбежно ќе растат, а и квалитетот неизбежно ќе станува полош, бидејќи профитите може да растат само на два начини. Едното е со зголемување на цената, а другото е со намалување на трошоците, односно кратење на трошоците. И во случајот, на пример, со Македонска пошта, тоа сигурно ќе биде применето, затоа што тоа се единствените механизми кои новиот собственик би ги имал како би ја претворил поштата во профитабилен бизнис. И мислам дека е неизбежно после приватизација цените да пораснат, а услугата да се влоши. Добро, што значи тоа цените да пораснат? Дали тие цени, пример, би биле соодветни за сите? Па не, кога зборуваме за растење на цените, тоа е јасно дека цените како што растат ќе стануваат поскапи за сиромашните, додека оние побогатиот слој во општеството нема да има проблем. Иако мислам дека поготово за со поштата дека или поштенските или јавните услуги, мислам дека тие секогаш се најпотребни за најзагрозените слоеви во општеството, затоа што тие им се ним најмногу од корист. Онај побогат дел од општеството може да си дозволи услуги на приватно, така да тоа за нив не многу менува. Апсолутно да. Добро, а кои се искуствата од светот во однос на приватизацијата на јавните услуги? Па ако земеме во предвид дека идеите за приватизација и политиките на приватизација започнуваат негде во средината на почеток средина на 80-ти со Чикашката школа. Мислам тоа се идеи кои доаѓаат од Чикашката школа и идејата за приватизација како подобрување на јавните услуги се применува, мислам не е ништо ново. Таквите политики веќе постојат, не знам, децении уназад, се применувале во 80-тите, во 90-тите, се применуваа за време на кризата од 2008 и сега обидот е да се применуваат во оваа криза која сега надоаѓа. Искуствата секаде во светот покажуваат дека кога една јавна услуга се приватизира, таа нужно станува поскапа и полоша за граѓаните. Како услугата сметаш дека ќе биде полоша кога една од причините, наводната причина, мислам, за приватизацијата е подобрување на услугата, барем тоа покажуваат
Во принцип представува изговор дека се приватизира за да се подобрат услугите. Тоа нема да се случи, тоа бидејќи не е ништо ново. Ние имаме еден куп искуства кои покажуваат дека тоа не е така. А и тоа не може да биде така, затоа што самиот начин на кој што функционира капитализмот, односно стоковото производство врз кој е заоснован, не дозволува поевтинување на услугите и подобрување на услугите преку пазарно функционирање. Добро, Славе, ти благодарам. Шиндре, кажи ми како треба да се гледа на овие општествени моменти во врска со најавената приватизација на поштата и на другите државни претпријатија. Ние не можеме да ја гледаме приватизацијата на поштата, а да не ја гледаме историјата, контекстот и дискурсот во кој што живееме и на нашето општество. Прво, приватизацијата, односно првичната акумулација на капитал во нашето општество започнува со осамостојувањето, односно во 90-тите, кога се носат и првите закони за експроприација на јавните претпријатија, тогаш државни претпријатија, кога се носат законите за приватна собственост и така натака. Процесот на приватизација е помогнат од повеќе меѓународни прозападни институции, како Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд. Се разбира, крахот на социјалистичките држави придонесе за развојот на овие неолиберални идеи, како во поранешните советски републики, така и на истокот од Европа. Во однос на контекстот, пак гледаме дека пандемијата беше добредојнена за властите да почнат со процес на општа приватизација. Значи, не само повторна акумулација на капиталот, туку и приватизација на се она што ние досега го поимавме како јавно или пак до некаде беше и де факто јавно. За жал, кај нас јавност обрна минорно внимание кон ова, меѓутоа, затворањето на просветата, односно училиштата и универзитетите, е процес на приватизација. Местото на одржување на настава не е само дигитално, тоа се префрли за учениците и за студентите во нивниот дом. Домот не секогаш е место каде што некој млад човек може непречено да се развива и да разменува ставови. Што значи дека младите луѓе се оставени комплетно сами да се снаоѓаат, како во домот, така и на улицата, затоа што просветата е затворена за нив. Приватизацијата на здравството пак не е моментот на приватизација на здравството само на отуѓување на јавното здравство кое што преминува во рамки на приватното здравство, туку и тоа што нема вработување на нов кадар, тоа што болниците изградени во претходниот систем се оставени да руинираат, спречувањето на сите медицински постапки за пациентите, односно нивното одложување до бесконечност. Има пациенти кои што чекаат за преглед за диабет, за срцеви мани, за некои итни постапки, за хируршки интервенции се чека баснословно, значи во македонските јавноздравствени установи. И за сето ова се молчи од страна на јавноста и не се критикуваат овие одлуки на власта. Конечно, секое приватизирање на власта, полицискиот час, уредбите за ограничување на движење во јавен простор, затварањето на јавните установи, дали просветните, културните, здравствените, регулацијата на движење, забраната за гости во домот, сите тие се процеси на приватизација. Ние, значи, не само што го губиме јавното, туку ние сме втурнати во нашите домови да не можеме да го користиме ни она малку јавно што е преостанато. Од една страна и покрај тоа што ова се пласира само како грижа за нашето здравје, не е целосно грижа за нашето здравје, затоа што кога некои институции не работат, од оние институции што пружале какви да се услуги или кога тие се приватизираат, тоа е неминовно процес на приватизација. Не е само процес на акумулација на капитал, туку и процес на алиенација. Значи, ние се отуѓуваме едни од други. Така што, мислам дека тоа е ние како би требало да гледаме на сите овие процеси што не се случуваат. Моментот со приватизирањето на поштата е само дел од низа на одлуки кои што се носат во последните 3 декади во нашата држава. Добро, но што е оно што веднаш треба да се стори за да се спаси преостанатото јавно добро во државата?
Дали воопшто има надежи за тоа? Дали може се спаси? Значи, процесот на приватизација не можеме ние веднаш да го заприме. Моментално целиот свет е во процес на повторна акумулација, значи сите природни непогоди, сите пандемии, сите војни во светот се водат за акумулација на капитал и на профит. И ние не сме такво општество што може да генерира промени или пак што може целосно да се промениме без влијание од надвор или пак без поголеми геополитички слушувања на секаде во светот, каде што населението и во другите земји и на другите континенти ќе се бори за поголеми работнички права и права. Меѓутоа, она што е важно да се свати е дека колку повеќе се прави притисок, толку повеќе ќе отстапува како власта, така и олигархијата. Значи, неолибералниот сон дека секој од нас има апсолутно се уште важи, па дури и за нас. Човекот не сака да се откаже од своите удобства и привилегии во однос за да добие, човекот не сака да се откаже од своите удобства и привилегии за да се стекне со повеќе права, меѓутоа не само тој, туку и други да се стекнат со повеќе права. Типичен пример е следниот. Значи, кога ние ќе разбериме дека некој има куќа со базен, првото што ни текнува на памет е како ние би имале исто така еден ден куќа со базен, иако да не навлегуваме, меѓутоа за повеќето од нас тоа е невозможно. Меѓутоа, оној што сака да се промени прво сам себе си, а потоа и светот и општеството во кој што живее, тој ќе се бори за да нема никој куќа со базен. Зошто да нема никој куќа со базен? Затоа што пресуши Преспанското езеро. Затоа што се намалува количината на светско ниво на питка вода за пиење. Значи, следните преселби на народите ќе тргнат од климатските промени. И невозможно е сите да се бориме или да се трудиме, да работиме на тоа за да имаме куќа со базен. Не, ние сите треба да се бориме да има јавни базени, кои што ги затворија, да се реотворат, за да можеме сите ние подеднакво да уживаме. А со тоа да се трошат помалце ресурси од оние кои што и така се намалуваат, а и ни се малку останати. Така што ние треба да притискаме за власта да отстапи од своите одлуки во однос на повторна приватизација и повторно дораспродавање на јавното добро. Се разбира, ние нема да го спречиме целосно процесот на приватизација, но колку повеќе притисок правиме, толку државата ќе прави повеќе отстапки. Така што не треба да се откажуваме или пак не треба да го занемаруваме приватизирањето на поштата. Иако можеби девастира тоа што сме дозволиле да се приватизира електростопанството и телеком. Добро, Шиндра, ти благодарам. Славе, кој ќе плати за приватизацијата? Па иако тие тврдат дека приватизацијата мислам било која приватизација, во основа генералните тврдења се дека кој ќе се продаде јавното добро, тоа ќе донесе пари во буџетот, кои пари ќе бидат од корист за сите. Но во основа е обратното, бидејќи најчесто јавните добра кои ги поседуваме се продаваат за релативно многу ниски цени и многу пониски од вредноста, а тие пари во буџетот најчесто потоа ќе се искористуваат не за социјални програми, од кои што би имале бенефит најугнетените и најслабите во општеството, туку ќе се користат за субвенционирање на понатомошниот развој на профитите на капиталистите. И во основа, логиката е обратна. Значи, за приватизацијата секогаш плаќаат најсиромашните и најслабите во општеството. Најмаргинализираните заедници, најслабите и најнемоќните во општеството ќе мора да плаќаат поскапи услуги, кои тие нема да може да се ги дозволуваат. Со тоа ќе почнат да бидат се повеќе угнетувани и повеќе маргинализирани во едно општество. Тврдењата дека тоа е за доброто на граѓаните се во основа ништо повеќе од убави зборови на владеачката класа, која сака да придобие што е можно повеќе од јавното добро, односно да го узурпира како би можела и понатаму да ги експлоатира односите, да ги експлоатира оние во општеството кои што се угнетувани.
Со приватизацијата, како што кажа, со приватизацијата не најчесто, него сигурно цените ќе растат, а тоа значи дека товарот од приватизацијата ќе биде префрлен на најслабите во општеството. Значи приватизацијата ќе ја платат повторно работниците. Приватизацијата ќе ја платат работниците и сите и маргинализираните заедници, односно најугнетените слоеви во општеството. Добро. А што сметаш, дали имаме преголема вработеност во јавниот сектор, бидејќи постојано се зборува за пренатрупаност на јавната администрација, а од друга страна па има области каде што недостасуваат кадри, например во здравство, нели сведоци сме дека особено во условите на пандемијата, значи немало медицински сестри, нема болничари, нема хигиеничари и сега како имаме преголема вработеност во јавниот сектор, уствари кога во некои области немаме. Има дефицит. Па јас мислам дека нигде немаме преголема вработеност. Затоа што прво логиката за преголема вработеност, односно кратење на трошоците, е пазарна логика на капиталистот кој се обидува да го зголеми профитот. Целта на јавната услуга не е да генерира профит, туку да ги задоволи потребите на граѓаните. Тоа значи дека не може да станува збор за премногу вработени, посебно во услови како нашите, ако ние ги наблюдуваме не само во здравството. Сите државни институции имаат недостаток на работен на кадар. Пример во музеот во Битола недостасува кадар стручен многу. Недостасуваат историчари, конзерватори, сегде недостасува кадар. Идејата дека ние имаме превработена администрација е нешто што служи само прво за дефокус, второ за оправдување на мерки за штедење, кои на крајот на краиштата, преку кратење ќе паднат пак врз грбот на граѓаните. Односно представува повторно обид за префрлување на товарот од кризата, која што следи, врз грбот на граѓаните. Ништо повеќе од тоа. Би сакал да се надобрзам на Никола дека тие теми за превработеност на јавната администрација се крајно противречни теми. Значи, во нашата држава фалат, не се знае точно колку лекари фалат. Прво, нема државата изброено колку лекари фалат. Ајде, не може да изброи државата колку фалат наставници или воспитувачи или хигиеничари, меѓутоа може да изброи колку лекари не кажуваат. Секој лицитира со некакви бројки. Понатака, во просветата, ние иако кажуваме дека секогаш наставниците добиваат епитет дека не работат, и таму има премалку вработени. Тоа се покаже и со дигитализацијата на просветата, и со затварањето на просветата, затоа што нема доволно хигиенски кадар таму, што ќе се грижи за хигиената на училиштата и на универзитетите, што ќе се грижи да функционираат и онака како што треба. Ние немаме во јавните комунални сервиси доволно вработени, нашите улици не се мијат, не се чистат, не се метат, парковите се за никаде. Значи, она што кажуваат дека има превработеност во јавната администрација, тоа е алатка на власта за да ги скара едните со другите работници. Работниците од приватниот сектор и работниците од јавниот сектор. Ништо повеќе од тоа. Ниту има превработеност, ниту пак треба некој да заминува од јавниот сектор. А напротив, треба да се вработат дупло повеќе работници во јавниот сектор за да можеме да добиваме квалитетни услуги. Шиндре, како сметаш ти дека треба да почнеме да размислуваме за да можеме да донесеме позначени промени на системот во кој што живееме, работиме исклучително за интересите на економската олигархија и политичката бирократија? Прво, јас секогаш викам дека прво треба протест наместо паника, па потоа и штрајк. Значи, протестите на улица и така натака не донесуваат многу промени. Ако навистина работничката класа сака да се спаси од ова што и се случува, треба да организира штрајкови. Односно, навистина да се крени гласот на оние угнетените, оние кои што работат и оние кои што го создаваат профитот преку сопствениот труд, а не добиваат ништо од профитот.
нам ни треба нов општествен договор тука, затоа што овај општествен договор работи во корист на политичката бирократија и економската олигархија. Ништо повеќе од тоа. Ние како работници, како сиромашни граѓани на оваа држава не можеме ништо да добиеме, никаква услуга, ниту пак да имаме стабилност и некоја известност во животот. Вистина е дека ние нема да го паднеме капитализмот како општествен систем на целиот свет, меѓутоа ние мора да сме свесни дека треба да почнеме да се договараме едни со други. Во државава има премногу социјални барања кои што власта не може ни да ги запише, ниту да ги чуе, ниту да ги разгледа. Протестираат за еколошките катастрофи, протестираат за загадувањето, протестираат за загадувањето во низа на протести, едни за цементара, едни за Тетово, Јагуновци, едни за ваму, едни за таму, за реките, за хидроцентралите и така натака. Протестираат од Еврокомпозит или не знам од која фирма беше, едно 200 протести имаат одржано работниците. Протестираат родителите на лица со посебни потреби. Протестираат учениците за настава. Значи, тие протести треба да се соединат. Луѓето треба да сватат дека треба да седнат и да се договараат што ќе биде генералната рамка на протестот и да излезат заедно да протестираат. Затоа што се протестираше и за поскапувањето на цената на електричната енергија и за ред други работи. Не може да се протестира за се посебно. Треба да се протестира одеднаш за да се добијат повеќе работи, односно да може да се направи поголем притисок и навистина социјалните барања да можат да бидат барем запишани, ако не и отчитани и разгледани. Да, во право си, но што сметаш, зошто не се обединуваат тие протестни групи, да речем, дали фали, недостасува сила или структура што треба да ги обедини во еден протест? Не можам да кажам јас да дадам одговор на ова прашање. Меѓутоа, мислам дека е поважно прашањето. Тоа прашање треба да се третира од сите луѓе кои што се занимаваат со ова општество, кои што работат на тие проблеми. Зошто не се соединуваат протестите по различни основи? Не може едни да протестираат само за парното, а други само за електричната енергија, трети за јавното зеленило, четврти за зграда во центар, 10 за наставата и така натака. Сите тие барања треба да стигнат на едно место, до власта. Ако стигаат од 1000, при тоа јас не мислам дека треба да престанат одредени локални протести и жаришта каде што граѓаните не се задоволни. Меѓутоа, на крајот на краиштата мора да се договараат и заеднички да настапуваат. Ако е власта една, треба одеднаш да и се спротиставиш. Не може ти различно да се спротиставуваш на некој ја има силата и моќта. Точно, плюс сите барања ги засегаат сите, електричната енергија ги засега сите, загадувањето ги засега сите, така што нема проблем, мислам, во спојувањето, но ете, значи, никогаш, барем јас што се сеќавам, така различни протести, до сега не се сеќавам да се споиле во еден. И сметам дека тука проблемот е дека нема кој да ги обедини, нема структура, организација или партија што може да ги обедини. Можеби има, но не се силни. Можеби е проблемот во тоа што ова статус кво сепак на некој начин е одржливо, односно не е дојден ситуацијата до таа степен да биде неиздржливо статус квото, односно луѓето навистина да не можат да ги поднесат барањата на власта и да се соединат во однос на нивните барања, ама сега тоа е, видете, не можам да кажувам ништо повеќе за тоа, само она што јас го сметам и стојам на тоа дека не може за се да се протестира посебно и да се очекуваат резултати во однос на тие протести. Точно. Значи невозможно е да има резултати, да има попуштање од страна на власта, кога гледа дека власта има, не знам, 30 на протести во Скопје на неделно ниво од различни групи на луѓе кои што едни со други не комуницираат. Протестите од струјата не комуницираат со протестите од Еврокомпозит, тие за загадувањето, четвртите со родителите, па тие со пациентите, сите си протестираат кој како што ќе му текне, и тоа не е лошо, ама нема да донеси резултат. Точно. Добро, Славе, ти што мислиш во однос на ова, зошто групите кои што протестираат не се обединуваат?
Па, јас мислам, као марксист, мислам треба да го земе контекстот во кој што живееме. Не е потребно само организација и структура, односно мора да земе и други работи во контекст. Ние постојат неколку организации кои што се активни на до некаде или колку што се може и колку што се капацитетите, не знам, како Црвени, Гласни идеи, Гласник исто функционира, значи постои некаква активност, многу мала и скромна. Исто постојат и синдикати кои некои од нив се и малце поборбени, некои се побирократизирани. Она што треба да го имаме во предвид е контекстот во кој што живееме. Ние не можеме да испуштиме од предвид дека во 90-тите работничката класа беше соочена со нејзиниот најголем пораз. Значи, од она работничка држава, каква и да била таа, која постоеше тенденција да се реставрира капитализмот, работничката класа со сите нејзини протести, некакви бунтови, обиди да попречи без сопствено водство, беше поразена. И во тој контекст на поразена работничка класа, ние допрва треба да стигнеме до период каде што класата ќе се осети доволно силна и моќна за да може да ги постави нејзините барања. Од друга страна, фрагментацијата на различните борби, нужно води до пораз. Тоа е и секогаш целта на капиталистичката класа е да ги фрагментира борбите. Напротив, тие треба да бидат интегрирани во една борба за да можат да бидат успешни. Во спротивно не можеме да очекуваме, јас се согласувам со Шиндрес, дека не можеме да очекуваме дека било која борба ќе биде успешна ако таа не биде поврзана со други борби. Значи, исклучива борба нема да успее, може да успеат само заеднички борби. И тука мислам дека одговорноста најмногу на синдикатите за да ги интегрираат и другите борби во сопствените редови и на работниците. Како би можеле, затоа што горе-долу, кај нас без разлика колку е лошо, не знам, колку е лоша ситуацијата. Генерален штрајк би можел во секој момент да ја потреси оваа влада. Да. Добро, Славе, ти благодарам. Пандемијата продолжува и веќе не сме сигурни што се случува со пациентите, нивните семејства и воопшто со нашата заедница. Значи, знаеме дека од кога почна, од кога се прогласи vanredna состојба, значи многу оддели во болниците, клиничките центри беа затворени и имаше доста поплаки од пациентите дека не можат навремено не можат да се ги обавуваат нивните контролни прегледи. Сега, што ти сметаш, Шиндре, за ова, дали ова состојба е загрижувачка и дали треба да не вознемирува? Значи, луѓето треба да разберат дека човекот се раѓа и умира во болница. Другиот случај на раѓање и на смрт треба да е исклучок. Значи, ние треба да се залагаме како општество сите луѓе, дали од болест, дали од старост, да умираат во јавни установи каде што некој ќе се грижи најсоодветно за нив. Многу е мачно човек да почине во домот. Значи, тоа и претежно се случува ради старост, ради болест, кога ќе го испуштат од болница. Тоа значи дека еден од домашните треба да остане врзан за болниот и да се грижи постојано за него, за овој да почини во домот. Ние не може да дозволиме вечно да се права и популизам од бројките на инфицираност или смртност само затоа што се работи за инфекција и за заразна болест. Болните од карцином, болните од диабет, од кардиоваскуларни заболувања, од други респираторни заболувања, значи сите во последните неколку месеци додека не работеше јавното здравство преку мој термин, беа оставени сами на себе. Она што најмногу треба да не вознемирува, а што ние можеме да придонесиме преку јавно барање, преку протести, така натаму, е проблемот со недостаток на медицински сестри и помошен персонал низ болниците. Значи, во нашите болници ужасно фалат не само лекари, како што се споменува во јавноста, меѓутоа ете и медицински сестри почнаа да даваат откази затоа што не се почитува нивниот труд и така натаму.
Не може разликата на платата помеѓу медицинската сестра и лекарот да е како што е сега денес и во јавното, особено пак во приватното здравство. Не може хигиеничарот да не зема никаква плата во болниците. Значи, оној што треба да го направи оделението глан, за да можат болните да бидат таму хоспитализирани во едни човечки пристојни услови. Распаднати се болниците од социјализмот, ние не сме вознемирени за тоа. Никој не оздравел седејќи дома и чекајќи да замени зимата и да почне пролет. Значи, повторно ќе повторам. Од тавтологија е ова, се извинувам на слушателите, меѓутоа ете. На лекар се оди заради здравие, а не поради болест. Ние кога сме витки, кога можеме, треба да одиме на лекар за навремено да бидеме известени доколку нешто не е во ред со нашето тело, контрола да направиме, испитување некој и така натака. Ако ние чекаме да спопаднеме болни за да отидеме на лекар, ништо, тогаш готово, многу од работата е завршена со нас. Тоа стоматолозите знаат и секогаш го викаат, ако забот почне да боле, или е за умртвување, или е за вадење. Затоа контрола се прави додека забите не болат, меѓутоа се оди од време на време, 2 пати годишно барем, за да можат да го поправат кога забот е малку болен. Така е со сите, за жал, кај нас дури и така да одиш, ќе ти дадат термин за после 2-3 месеци. Значи, не е проблемот со здравството, проблемот сметам дека не настана поради кризата, туку тој проблем постои и сега поради кризната состојба е повидлив. А тој проблем се постои, ето овде пример. Апсолутно се сложувам, сега поради кризата тој проблем е повидлив, меѓутоа никако не се реагира од страна на граѓаните во врска со тој проблем. Друга работа што сакав да кажам и во врска со ковид, значи прашајте било кој матичен лекар, нема термини за тестови за ковид. Може би има некои итни што ги издаваат доколку пациентот е во животно загрозувачка состојба или навистина има проблеми, меѓутоа повеќето од тестовите или барем половина, прочитајте колку тестови каде се направиле, ќе видите дека значителен дел од тестовите за ковид се прават во приватните клиники. Па како јавно здравство е тоа што половина од тестовите за заразна болест, пренослива болест, респираторно пренослива болест се прават во приватни клиники. Јавно здравство е тоа, функционира, некој ќе каже и ќе не обвинат нас младите, граѓаните, ови оние дека ние не сме се грижеле, па се грижиме, ама нема услови како да се грижиш ти за јавното здравје кога половина од тестовите се прават во приватни клиники. А на државна приватизацијата се бираат други градови за да се пропатува од Скопје до Велес за да се направи тест за ковид или од Скопје до Куманово. Каква грижа е тоа за јавното здравје? И го пррлаат теретот врз нас. Се извинувам, ние не сме виновни како граѓани и како млади. Колку што можеме се грижиме, меѓутоа државата треба малку повеќе да се грижи ако сака подобри резултати. Па не сака на државата, испаѓа дека не е гајле за граѓаните, вака просто кажано. Бидејќи ако им беше гајле, не може да се однесуваат. Нам да ни е гајле за нас, не на државата. Ете, државата е откажана од нас, не се грижи. Нам да ни е гајле, ние треба да апелираме на овие прашања заради нас самите. Да, ма народот обично, мислам, барем во последно време е апатичен и не се интересира за ништо, дури ниту за јавното здравство, за образованието. Значи, такви се како се име веќе прифатливо. Значи, она што населението треба да го свати. Ние сакаме да избегаме од вирусот. Тоа и некои луѓе попаметни од мене го спореа изминативе неколку дена, значи не можеме ние да избегаме од вирусот кај ќе одиме. Тука сме во Скопје, во Битола, во Штип, ваму, таму, тој еден ден може да не одмени, меѓутоа голема е веројатноста и да заболиме од него. И сега ние што правиме, се затвараме дома мислејќи дека нема колку време нема да излеземе на двор до напролет. Да. Значи, ние треба да работиме на тоа да се сузбие вирусот во смисол да се менаџира како преносот на вирусот од еден на друг, односно инфицирањето, така и да работиме на подобрување на условите за кога ќе се стекнеме со вирусот, да имаме човечки пристојни услови да легнеме на болница. Не постои друга опција за вирусот, освен ние да работиме на планот на сузбивање на вирусот во смисол на менаџирање на пандемијата.
Да. Пример конкретно јас на почетокот на пандемијата, јас не се плашев од тоа да не се разболам, туку се плашев од тоа дека ќе треба да лежам во болница, можеби нема да има кревет, па можеби ради тоа ќе умрам бидејќи нема да имам третман медицински. А не поради вирусот, бидејќи знаеме дека многу луѓе кај нас животот го губат токму поради тоа негрижата. Добро, Шиндре, сега се вратиме малку на Славето. Славе како до задоволување на потребите на сите, место до зголемување на профитите на олигарсите. Односно, поточно со едно прашање, како може да се реши кризната состојба? Па мислам дека сите проблеми кои посебно после појавата на коронавирусот, односно резултатите од пандемијата, се во основа не се проблеми на нова пандемија поради појавата на вирусот. Туку се проблеми кои што само на површината ги вадат противречностите на самиот систем, кој веќе извесно време се распаѓа. Значи не е како се појави кризата и сега се ова се деси, туку предусловите за вакви последици од појавата на еден вирус се создавани многу долго. Например, она што се случуваше во Италија за време на кризата или недостатокот од болнички кревети е резултат на долги неолиберални политики на кратење на трошоци. Италија во 74-та имала околу 10 кревети на 1000 луѓе во болниците. Италија во периодот на кризата со коронавирусот имала 2,4 кревети на 1000 луѓе. Тоа значи дека капацитетите некои 40 на години се кратат, со што ние завршуваме во ситуација каде што ова веќе го разнишува самиот систем. И не само тоа, од друга страна е самиот начин на функционирање на системот. Системот, како ваков, како што го познаваме, капитализмот, функционира пазарно, односно стоково. Добрата и производите се произведуваат за да бидат продадени, а не се плаќа целосно трудот на работниците, затоа што не може да биде платен, инаку како би се генерирале профити, и тоа доведува до зголемено производство кое не може да се потроши. Оно што ние треба да направиме, или треба да се избориме за да се направи, е да почнеме со производство кое што нов начин на производство, чија што цел би била да ги задоволи потребите на сите луѓе. А за тоа треба да го укинеме ова општество какво што го познаваме, односно да го прекинеме класното општество и да изградиме едно ново општество кое што не би било класно. Како би го укинале и угнетувањето. И затоа мислам дека е способна само тоа може да го направи само организирана работничка класа, но која што работничка класа треба значи крајно да се спротистави на секаков тип на угнетување. Таа работничка класа треба да ги интегрира сите други борби против угнетувањето, како би станала средиште на некоја општествена промена која што би се случила во иднина. Сега мислам дека ние веќе влегуваме во еден скоро конечен распад. Мислам, не постои конечен распад на капитализмот, него нужно влегуваме во еден период на ради кризата која што ќе се случи и рецесијата која што следува, ние влегуваме во период на крах на капитализмот кој што отвора голем простор за развивање на револуционерна состојба и за борба за создавање на ново општество. Мислам дека луѓето ќе почнат да се борат затоа што ова ќе не соочи со состојба кај што нема да имаме многу избор, ќе мора да реагираме на станите кои што ни се случуваат. Ние и сега реагираме, но се уште има некоја траума, уште трај изненадувањето и мислам дека тоа ќе се менува во иднина. И затоа мислам дека е битно да сме подготвени за оно што не очекува и да знаеме дека мора да се избориме и дека борбата за да се ослободиме сите од секакво угнетување, од секаква експлоатација, ние мора да ја згазиме не само оваа држава, туку овој систем и овој начин на функционирање на производство заедно со приватната сопственост. Односно да ги социализираме сите општествени потреби, да го социализираме сиот труд, сите услуги, баш сите потреби. Исто неминовно е
Значи, ако сакаме ние да се ослободиме од угнетувањето и од експлоатацијата, ние мора да го социализираме и трудот во домаќинството. Затоа што трудот во домаќинството е исто сериозна експлоатација. И сериозно ги го попречува понатамошниот развој на неплатениот труд во домаќинството. На едно општество кое би станало на вистина егалитарно. Джилјан, само би сакал да се надополнам на Славето една минута. Во однос на домашниот труд, значи затварањето на градинките ги врати жените во предходна состојба, кога домашниот труд за одгледување на детето бил целосно приватизиран, а не јавен. И никој не се осуди да збора дека имаме регрес назад во однос на тие феминистички прашања. Затоа што за децата мали сепак ќе се грижат жените, нема да се грижат мажите. Не може да се случи да биде некаде тука балансот. Невозможно е. И имавме таков регрес без никаков одговор од страна на повеќето од нас. За жал, може би не бевме доволно гласни, меѓутоа тоа треба да се разглаба и училишната настава повторно прави феминистички регрес назад. Зашто? Затоа што повторно мајките ќе бидат оние кои што треба да ги воспитуваат, да ги образуваат, да ги пеглаат, перат и ранат децата и сега цело време во домот, без дневен престој, без училиште, без ништо. Имаме регрес ние, комплетен регрес. Да, точно. Шиндре, Никола, ако сакаш да одговориш со Шиндре слободно. Па не, јас се согласувам со Шиндре, да. Добро. Како да се сонува кога ништо не може да се промени, Шиндре? Значи, постојано зборуваме тука за тоа што треба да го направиме, да го промениме, но дали е тоа возможно? Вака, за да се направи нешто, треба и да се замисли. Зашто треба да се сонува? Треба да се сонува за планини со дрвја, за реки и езера со вода. Моментално през Панското езеро го нема. Тие што сакат да се врати нормалата, која што предходно им одговарала, треба да ја заборават, затоа што ако нема вода во Преспанското езеро, не постои повеќе таа нормала. Треба да се сонува за социјални работници кои што ќе ги гледаат по старите лица како во нивните домови, така во групни пензионерски домови. Треба да се сонува за патронажни медицински сестри кои што ќе одат кај бебињата, кај болните деца, кај болните хронични луѓе, кај постарите, кај тие што ќе се разболат, а нема да можат да одат до налека, да им однесат тапчиња или понада. Треба да се сонува за училишта во кои што учениците ќе имаат ужинка, топол оброк и дневен престој со ручек, солиден ручек. Значи, ние треба да се грижиме нашите ученици и студенти да се наранети додека се таму, а не да ги пуштиме дома без јадење, без ништо. Треба да се сонува за болници во кои што ќе има солидно купатило за да може некој болен да се избања таму. Во кои што ќе има милион болничари кои што ќе им помагаат да станат повторно на нозе. Треба да се сонува за чисти улици. Сонот треба да биде во однос на таа насока. Кошмар е да помини пандемијата и да не е паднат капитализмот. Значи, кошмар е ние да се разбудиме, повторно да нема пандемија и така натака, и повторно да треба да работиме за кредити, за хипотеки, за на банкарите да им плаќаме, за кирија, за сметки, за покачување на струјата, на телекомот и така натака. Кошмар е тоа. Значи, болести ќе има, човекот од кога постои, од кога е цивилизацијата настаната, запишува болести. Не е првиот лекар некни настанат. Пред 2000 години таму, не знам кога, стално човекот се занимавал со болести. Проблемот е дали ние додека сме здрави ќе живееме како што треба. Точно. Да се сонува за нешто што моментално можеби е многу мачно и тешко, меѓутоа ако ние го сонуваме, ако го размислиме и ако го замислиме во нашата глава,
тогаш можеби еден ден ќе можеме и да го оствариме. Значи викаш прво желба, идеја, па потоа реализација. Се разбира. Добро, ви благодарам што гостувавте. Ако немате што да додадете или да си реплицирате нешто, тука би завршиле. Фала, Джилјан, што не покани уште еднаш. Фала за поканата, ми Мене ми беше е многу мило. чест и задоволство. Па, да не заборавиме дека приватизацијата ни го уништи до сега животот, па продолжува да ни уништува еднината и затоа не треба да го дозволиме тоа. Нам ни треба национализација, а не приватизација. Ви благодарам.